долговите на општините кои работат со блокирани сметки повеќе години и немаат ниту пари за тековните проекти и активности. Во текот на месецот или мај ќе се знае каков кредит ќе понудат банките за решавање на овој проблем во локалната власт. Владата со 120 милиони евра ќе ги решава долговите на 20 општини во земјава. Премиерот Зоран Заев истакна дека во тек се преговори со банките за да се добијат поволни кредити. Преговараме со банките и рековме дека очекуваме до крајот на април или крајот на мај месец да ги заокружиме овие процеси преку колку што е можно поевтини каматни стапки, државата да подигне средства, да ги даде на општините, општините на еден рок од 15 до 20 години ги враќаат токму преку ДДВ-то како гаранција која што го добиваат од државата. Овие пари ќе се пуштат во стопанството, се должи на стопанството најповеќе, но ќе ги направи стабилни општините и капацитетни да влезат во костец со секојдневните проблеми на граѓаните. Овие долгови кои што ги имат се буквално камен кој што ги притиска доле да тонат самите општини. Следниот чекор ќе биде градоначалниците и советите на општините да одлучат колкава ќе биде сумата која ќе ја земат за да ги вратат долговите. Инак во Источна Македонија најзадолжени се општините на крајниот исток. Делчево со 4 милиони евра долг е лидер и е најзадолжена општина по глава на жител. Оваа финансиска инекција ќе значи многу за општините кои имаат блокирани сметки. Намалени долговите зголема сопствениот буџет. Штипската клиничка болница модернизирана со нова апаратура во вредност од 100.000 евра. Целосно сервисирана магнетната резонанса, а во најскоро време со реконструкција на ангиографот повторно ќе се прават стентови. За само неколку месеци Штипската клиничка болница успеа да го намали еден од најголемите долгови, а истовремено да си го зголеми и сопствениот буџет. Директорот на најголемата здравствена институција во регионот на своите вработени денес им вети дека во наредниот период ќе се направат напори да се исплатат дежурствата, што во изминатите 3 години соодветно не биле исплаќани. Кабинатата година 2017 сме ја почнале со 300.000 денари на сопствената сметка, а оваа година имавме цели 11 милиони денари приход на сопствената сметка. Во моментот немаме ни една неплатена фактура. Дури и еден долг што многу голем и се влече со години, успеавме да го преполовиме и да намалиме за цели 12 милиони денари или 200.000 евра. Не ги заборавивме вработените, од сега им се плаќа се оно што го заслужуваат, согласно словото на законот и колективниот договор, сите додатоци на плата. Нешто што не беше пракса во сите овие изминати години. Во изминатиот период извршена е реконструкција на дел од кровот на болницата, со санирање на парното, инфективно и детско добија потопли радиатори. Реновирани се тоалетите на интерно оделение. Извршена е санација на физикална терапија, а во функција се ставени и 4 нови апарати кои подолго време стоеле запаковани. Ѓоргиев најави дека е набавена и опрема во вредност од 100.000 евра. Ко поправивме апаратот за компјутерска томографија, ко поправивме дезитометарот, апаратот за анестезија, апаратот за факометода, ортопедскиот борер и оно што беше многу сериозна инвестиција, конечно се направи сервис на апаратот за магнетна резонанца, кој чинеше цели 60.000 евра. Набавивме лигашура апарат за лепење на крвни садови, кој чинеше 15.000 евра. Набавивме нова станица за компримиран кислород, која исто така чинеше 15.000 евра. И она, на што особено сум горд, а се случи пред една недела, набавивме опрема во вредност од 70.000 евра, со која што комплетиравме опрема и инструменти за цели 3 лапароскопски столба. На денешната свечена седница која се одржа по повод Светскиот ден на здравјето, Ѓоргиев вети дека во најскоро време Штипската болница ќе добие 2 нови транспортни возила. Хоспитализираните пациенти ќе добиваат пакована храна, а ќе биде поправен и ангиографот. 5 сообраќајни незгоди изминативе 5 дена или продолжениот великденски викенд регистрирани на подрачјето на СВР Штип. По 2 сообраќајни несреќи потешко повредени се 2 лица. 25-годишниот штипјанец вчера се здобил со тешки телесни повреди, излетувајќи со возилото Land Rover од коловозот на патот Проби Штип-Штип во близина на крстосницата кај Крупиште. Со тешки телесни повреди се здобила и сопатничката 56-годишна Проби Штипјанка, откако возачот управувајќи возило Застава 128
изгубил контрола над воланот и со возилото излетал од патот. Незгодата се случила вчера попладне на регионалниот пат Штип село Карбинци, кај населбата Нов Караорман. Покажаната лекарска помош пуштена е на домашно лекување. Пролетна акција за уредување и расчистување на штипската населба Сењак. Вклучени се екипи на јавните предпријатија Стипион и Исар, но и жителите од населбата помагаат за поуспешна реализација на еколошката акција. Жителите на штипската населба Сењак и двете јавни предпријатија Стипион и Исар од денеска почнаа со 3-дневна акција за расчистување на отпадот, кастрење на дрвета, одбележување на улиците и пешачките премини. Директорот на јавното предпријатие Стипион Сашко Протогеров вели дека во оваа населба ќе се заменат и уличните светилки. Урбаната заедница Сењак во соработка со јавните предпријатија Стипион и Исар организира 3-дневна акција со цел отстранување на дрвата, кастрење на дрвата што може да предизвикат штета во населбата, обележување на хоризонтална сигнализација, замена на уличните осветлувања, отстранување на отпад од домакинствата. И акцијата ќе трае 3 дена, од вторник до четврток. Ги замолуваме граѓаните со нивните сугестии, барања да се обратат до јавните предпријатија со цел доколку сме во можност да ги исполниме нивните барања. Протогеров додава дека граѓаните кои имаат стар мебел или ги чистат своите подруми да го оставаат отпадот на одбележаните места со цел побрзо да се транспортира до градската депонија. Вакви пролетни акции ќе има и во останатите населби во градот Штип. Работна акција на штипските пожарникари спроведена во дворот на противпожарниот дом. Покрај професионалните обврски, штипските пожарникари денес одвоја време и за изведување на помалку градежни работи, но и на холти културно уредување на просторот, со што се вклучија во пролетната екоакција за почист и поубав град. За почист и поубав град во пролетната екоакција денеска се приклучија и штипските пожарникари. Дел од нив работно ангажирани покрај професионалните обврски за разобувување на дворот и околината на противпожарниот дом. Ќе осредуваме градината, веќе зимно време работевме внатре во објектот каде што се што можевме да поправиме. Акцијата продолжува и понатаму со садење на цвеќиња, трева и така натаму. Колку време ќе трае оваа акција, што се ќе се сработи? Оваа акција рачунаме да трае во текот на април, веќе во мај имаме месецот на пожарникари, значи ќе имаме една акција најмладите сограѓани ќе ги повикаме во пожарната, значи ќе го средеме паркот, ќе го средеме подпорниот зид, ќе насадеме цвеќиња, каде треба нешто да се офарба, сето тоа да добие некој нов лик самиот ППД. На нова локација повторно ќе никне и Летниковец. Стариот поради градежни работи беше дислоциран. Ќе го градиме Летниковец, ќе настојуваме да имаме што подобри услови за работа, бидејќи пожарникарите се 24 часа, овој е втор дом и мора да се осеќаат лагодно, да кажем, за да бидат спремни за секоја акција. Акцијата за разобувување на дворот на противпожарниот дом ќе се реализира цел месец во кој се планирани активности. Инаку на професионален план штипските пожарникари минатата недела имале 3 интервенции, од кои една и на гасење шумски пожар во Борова шума во атарот на село Препечани. Представени новините во новиот закон за основно образование. Во една паралелка ќе учат 20 ученика. Се намалува и бројот на часовите. Законот се очекува да биде донесен пред почетокот на новата учебна година. Министерката за образование Рената Десковска денеска го представи новиот закон за основно образование, кој се очекува да се донесе пред почетокот на новата учебна година. За учениците од 1 до 3 оделение се предвидува најмногу 20 часа неделно, за учениците од 4 до 6 оделение најмногу до 25, а за учениците од 7 до 9 оделение најмногу до 30 часа неделно. Паралелно со ова се намалува и неделниот фонд на наставни часови за оделенските наставници, и тоа од 18 до 23 наставни часови, во кои ќе влегува и времето за организирано прифаќање на учениците пред и по наставата. Со новите измени се предвидува и намалување на бројот на ученици по паралелка.
Наместо досегашниот минимален број од 24 ученици, како минимален праг се предвидува 20 ученика во една паралелка. Максималниот број би бил 24. Десковска истакна дека со измените кои ги предвидува Министерството за образование, исто така се утврдува и бројот на ученици со посебни образовни потреби, да не може да биде повеќе од 2 во едно оделение, а оваа мерка се поставува со цел да се избегне нивно групирање и изолирање во една паралелка, како и овозможување нивна инклузија со можност за непречено одвивање на образовниот процес. Во основните училишта ќе биде воведена и програма за спречување дискриминација, насилство и секакви облици на девијантно однесување. Доколку ученикот има девијантно однесување или користи говор на омраза, во тој случај неговиот родител ќе биде упатен на советување. Заради остварување на правото на образование на сите деца, со новиот закон ќе се воведат и можности за организирање и остварување на основното образование во здравствени домашни услови за ученици кои се на домашно или болничко лекување подолго од 3 недели. Коментарите по јавната расправа се добродојдени од страна на наставниците и академската фела. Доколку Министерството забележи дека има пропусти, измените на законот ќе бидат дополнети пред неговото донесување. Предстојната сабота на 14 април ќе биде работна за училиштата. Учениците во основните и средните училишта ќе одржуваат часови според распоредот од петок. Ова е последна сабота што ќе се одработува за ова учебна година, односно 4-та сабота во цела учебна година, која мора да биде одработена. Под мотото Здравје за сите, здравје на секаде се одбележа овогодинешниот Светски ден на здравјето. Пораката која упати Светската здравствена организација ја прочита главната сестра на Штипската болница Валентина Јованова. На денешната свечена седница традиционално беа наградени и вработени со 10, 20, 30 и 40 години работен стаж, а свечено во пенсија беа испратени и 10 здравствени работници. По дечката визија повеќе од 7 децении е здравје за сите, здравје на секаде. Тоа е исто така потик за Светската здравствена организација за поддршка на земјите во предвижување и покриеност на универзална здравствена заштита. Искуството покажува секогаш и повторно дека универзалната здравствена покриеност се постигнува само кога политичката волја е силна. Оваа година, по прославувањето на 70-та годишнина Светската здравствена организација ги повикува светските лидери да ги исполнат витувањата што ги дадоа кога се согласија со целите за одржлив развој во 2015 година. За мене е тоа најголема благодарност кога ќе ме сретнат и ќе ме поздрават и ќе ми кажат благодарам. Тоа е најголемата награда за еден здравствен работник. Не ни кафе, ни било што. Нашата работа не е непроценлива. Кожното оделение ви дерматовенерологија, значи 68 година е за прв пат отворено. Тука би сакала да спомнам неговото формирање, започнува со доктор Влахчев, може би за постарите генерации е попознат, отколку за младите, он е еден доаен од дерматологијата. Покасно се формира постојано или се развива. Денес работиме 3 докторки на специјалисти, дерматовенеролози и една имаме сега на специјализација. Работиме на усовршување, значи има разлика од тогаш кожното и сега ние имаме амбулантски дел, диагностички дел и имаме оделение кај што хоспитализираме болни. Пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип. Тема зошто нема дел од оградата кај кошаркарското игралиште во населбата Пребек и каде едниот кош. Прашуваат кој ќе ја превзема одговорноста и дали СДС ќе поддржува да се руши веќе изграденото. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип денешниот прес го одржа во урбаната заедница Пребек пред кошаркарското игралиште. Причина е отстранетиот дел од оградата и еден од кошевите. Неработењето на оваа локална власт добива нов облик. Деструктивната политика во институциите сега започна да ја применува и на терен. Досега, граѓаните на Штип не видеа ниту еден реализиран проект од оваа локална власт, меѓутоа, денес може да бидат сведоци на уништување на веќе реализирани проекти.
Имено, без конкретна причина и цел, од страна на јавното предпријатие Стипион е отстранета дел од оградата на кошаркарското игралиште во населбата Пребек и исто така отстранет еден од постоечките кошеви. Поради овие деструктивни активности, јавно го прашуваме ЈП Стипион, кои се мотивите за ваквите постапки? За кои потреби е уништена оваа опрема? Зошто овие активности се направени во тајност и без јавноста за истите да биде известена? Што сака да сокрие ЈП Стипион? Дали ќе превземат одговорност надлежните лица за ваквите девијантни однесувања? Оваа локална власт ќе ја запаметиме по неработењето и рушење на веќе изграденото. Господ од СДС, вашето време бргу истекува, но една работа останува, а тоа е дека не можете толку да урнете колку што ВМРО ДПМН не може да изгради. Што и да урнете, ВМРО ДПМН повторно ќе го изгради. А еве го и одговорот од директорот на јавното предпријатие Стипион во врска со денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Оградата од наигравиштето во населба Пребек е отстранета само од безбедносни причини. Бидејќи после силниот ветар прошлата недела целата ограда, дел од оградата беше падната и од реакција на жителите на населбата Пребек беше или да ја санираме или да ја отстраниме. Во моментот не располагаме со доволно луѓе кои можеа тоа да го средат, па решивме оградата да ја отстраниме и кога ќе дојде услови, истата повторно ќе ја вратиме на лице место. Што се однесува до пресот на ВМРО, може на ВМРО ДПМН можеле да идат и да одржат прес и во населбата Автокоманда, истиот случај го имаме така, со тоа ќе посведечат само за квалитетот како е изградена таа ограда. Имено, целата ограда, сите анкер плочки воопшто не се заварени, нема косници, така што оваа во Пребек падна, а ова во Автокоманда не е падната, меѓутоа има сериозна закана и таа да дојде до несакани дејства по претежно по децата кои играат на овие игралишта. Почна пријавувањето на субвенции за предадено млеко во регистрирани капацитети. Млекопроизводителите може да аплицираат за количините на предадено млеко по период од произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко од октомври до декември 2017 година. Дополнителната финансиска подршка изнесува 3 денари за литар кравјо и 4 денари за овчо и козјо млеко. Барањата заедно со откупните белешки треба да се достават во подрачните единици на Министерството за земјоделство до 16 мај. До 16 мај 2018 година е рокот за поднесување на барања за директни плаќања за неселки внесени во капацитет за производство на јајца во период од октомври до декември 2017 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари. Барањата за субвенции во растителното и сточарското производство земјоделците во подрачните единици ќе се примаат до 15 мај, кога истекува рокот за аплицирање за добивање на финансиска поддршка од државата. Хуманитарна представа "Ајде да си речеме уште една", проект на групата Реинкарнација од Виница. Средствата волонтерите на Црвениот крст ќе ги пренаменат за лекување на некој жител од општина Виница. Ајде да си речеме уште една, проект на групата Реинкарнација албуми. Кристијан Ефтимов, Лила Давчева, Мартин Милевски, Матеја Стојкова, Надица Спасовска, Сара Јованова, Стефан Лазаров, Викторија Здравкова, Давид Илиев, Изабела Спасевска, Филип Лазаров, Бојан Спасевски. Тоа се актерите аматери кои синоќа на веничката сцена ја вратија представата "Ајде да си речеме уште една". Представа која дава слика на патриархалниот селски живот на публиката и понуди несекојдневна забава и уживање.
изобилува со многу комични елементи, со многу стари народни песни кои учесниците ги изведоа во живо. Актерите под менторство на волонтерот на Црвениот крст Маја Спасова, покрај актерската улога, комплетно ја презедоа одговорноста и за сите останати улоги: сценографија, костимографија, музика, режија, така да со 3-неделна подготовка успешно се представија пред домашната публика. Впрочем, ова представа се одигра како проект на хуманитарканата група Реинкарнација во рамките на Црвениот крст во акција, промоција на хумани вредности, чии дисеминатор е Михаил Манециев. Собраните средства од овој проект волонтерите ќе ги пренаменат за лекување на некое лице од општина Виница. Ова е традиционалниот проект на хумани вредности Црвен крст кој што се одржува секоја година. Оваа година нашата група по насловена Реинкарнација одлучи да ја спреми представата Ајде си речеме уште една, која што црпи мотиви од народното творество. Представата сами ја спремавме, значи сами си бевме режисери. Средствата кои ќе бидат соберени од представата ќе бидат наменени за наш сограѓанин кој боледува од болест на мозокот. На крај информациите од спортот. Екипата на Брегалница со победа во Штип против Каменица Саса го задржа второто место на табелата веднаш за тимот на Беласица. Во надпреварите од 19-тото великденско коло на втората македонска фудбалска лига група Исток се постигнаа следните резултати: Беласица Плачковица 3:0, Брегалница Каменица Саса 2:0, Ристен Умов и Стефан Мишев стрелци на головите за Брегалница. Борето Согово 1:0 и Кожув победа во Ландово 2:0. Слободен во ова коло беше тимот на Тиквеш. Табела: Беласица е прва со 43 бодови, второ место Брегалница 36, трето место Борец 35, на четврто место Кожув има 30, следува Тиквеш на петото место со 27, шесто место Плачковица 23, седмо место Каменица Сас 18, осмо место Осогово 12 и на деветото место победа во Ландово со 10 освоени бодови. Утре среда во Штип ќе се одигра првенствен одбојкарски надпревар помеѓу женските екипи на Угада Студент и Јанта Воле од Скопје. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала Јордан Мјалков со почеток во 20 часот. А екипата на Китго Пехчево издвојува нова убедлива победа и ја зголеми предноста на табелата во третата фудбалска лига група Исток. Фудбалерите на Китго на прекрасниот терен во Пехчево извојуваа нова висока победа, овој пат против тимот на Рудар 1947 од Пробиштип, изразена со резултат 6:1. Првите 3 гола на овој надпревар беа дело на Петар Најдов, кој постигна хет-трик. Првиот гол тој го постигна во 8-та минута за водство на Китго од 11:0. На 2:0 Најдов зголеми со голот што го постигна во 36-та минута. На 3:0 за Китго Најдов зголеми со гол во 40-та минута и со овој резултат се отиде на одмор. Во второто полувреме Китго на 4:0 зголеми со гол што го постига Дени Андонов. Гостите од Пробиштип го намалија резултатот на 4:1 во 77-та минута со гол што го постигна капитенот Дарко Анастасовски. Во 80-та минута Томи Станоевски постигна гол за зголемување на водството на Китго од 5:1. Конечниот резултат Китго Пехчево Рудар 1947 6:1 беше дело на Мартин Стојанов со гол што го постигна во 82-та минута. Еве ги комплетните резултати од ова 18-то коло. Брегалница Голак Малеш 1:1, Кежовица Чаполе 1:0 и Китго Пехчево Рудар 1947 6:1. Табела: екипата на Китго Пехчево е на првото место со 49 бодови. Второ место Кежовица 30, на третото место Малеш има 27, четврто место Брегалница Голак 25, на петтото место Овчепол има 22, шесто место Рудар 1947 20, седма е Слога 1934 19 и на последното 8-то место Зрнавка со 1 бод, иако таа веќе исфрлена од оваа лига. Со спортот се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.